И се враќаме назад во студиото на Македонија на Аутро со нова тема и нашиот прв гостин и соговорник во студиото. Дигиталната писменост стана нова основна култура, исто така важна, толку важна како и основите за пишување и читање во минатиот век. Но со подемот на вештачката интелигенција се јавуваат и нови дилеми, кои професии ќе опстанат, а кои се најранливи. Секако ќе разговараме и за студентите на Финки, дали треба да чекаат по дипломирањето за да се вработат или IT компаниите имаат потреба од професионалци уште од амфитеатрите. За ова и многу други прашања околу студентите, студиите и нивната измена, дали сме во чекор со промените кои што се случуваат секојдневно, особено со вештачката интелигенција. Разговараме со нашиот прв гостин за денеска, доктор Ристе Ламески од Петре Ламески од Финки. Добро дојдовте. Добро вечер. Професоре, да започнеме со прашањето како што всушност ја направив најавата околу дигиталната писменост. Некогаш се сметаше дека тоа е само вештина за IT експертите. Меѓутоа дојдовме до тоа да зборуваме за основна култура за секој од нас. Дали ќе се согласите прво со оваа наша констатација? Дали од дигитална писменост денес има потреба секој? Секој има потреба од дигитална писменост, бидејќи веќе сите живееме во еден дигитален свет и сме окружени со дигитални технологии. Користиме мобилни телефони, користиме компјутери, постојано сме поврзани на интернет и би рекол дигиталната писменост би ја изедначил веќе со сообраќајна култура. Мораме да сме предпазливи кога сме на интернет, мораме да внимаваме што правиме исто како кога се движиме низ сообраќајот, бидејќи опасностите кои што веќе постојат во тој дигитален свет не се воопшто наивни. Кога станува збор за вештачката интелигенција, едно од главните прашања кои што секој од нас веројатно ги има е тоа кои професии се најзагрозени во моментов и кои професии ќе треба да функционираат уште од сега во склоп со алатките и функционирањето што го наметнува токму вештачката интелигенција. Така, вештачката интелигенција сега во оваа форма во која што ја имаме овозможува сите да имаме една алатка, еден личен асистент кој што би ни помогал нашите обврски во работата да ги извршуваме многу побрзо, многу поефикасно. Сите професии, буквално сите професии ќе бидат под влијание на вештачката интелигенција и ќе има вештачка интелигенција некаков импакт над нив. Ние треба да ја прифатиме, без разлика за било која професија да се работи, да ја користиме како алатка. Впрочем, јас би ја нарекол баш личен асистент за било кој во било која професија, бидејќи овозможува брз пристап до информации, да ни направи некаква брза површна анализа на она што сакаме да го направиме и да ни даде некаков површен совет на она што сакаме да го направиме. Не смееме барем во оваа фаза да дозволиме вештачката интелигенција да ни работи работата, бидејќи не е прецизна, прави грешки кои што се скриени, суптилно скриени, да дури не можат луѓе кои што не се експерти во областа ни да ги приметат лесно. Заради тоа треба да се работи со неа, да се користи како алатка, меѓутоа да се работи со резерва, се што ќе ни даде да го проверуваме. Така. Дефинитивно, нели со сите промени што ги носи вештачката интелигенција, треба да ги следиме и промените во образованието и во наставната програма. Дали според вас сето ова држи чекор со брзината како ја запознаваме вештачката интелигенција? Или се уште треба да ги менуваме повеќе наставните програми? Дали следиме чекор според вас? Потребно е да ги менуваме наставните програми. На Финки ние ги менуваме во рамките на законски дозволеното и секаде каде што може во рамките на предметите, она што дозволува акредитацијата, ја имаме воведено како алатка која што треба да се користи. Зборуваме за големите јазични модели кои што ги користиме како асистенти. Гледам дека веќе се прават обиди да се воведува и во сите нивоа на образованието, бидејќи таа е тука, таа ќе ја користат сите и потребно е сите да се едуцираат како правилно да користат вештачка интелигенција и во учењето и во работењето. Споменавме уште во најавата дека ќе поразговараме и за студентите, затоа што еве да откриеме дали има златно правило кога студентите веќе се подготвени да работат, дали треба да чекаат по дипломирањето или искуството кое што паралелно можат да го стекнуваат додека траат студиите е секако голем плюс за нив. За жал не постои
генерален одговор на тоа прашање, се е индивидуално до самиот студент. Доколку студентот се чувствува подготвен дека ќе може да ги исполни обврските на факултетот паралелно со работењето, во тој случај е во ред да земе некоја part-time работа, да работи, бидејќи тоа искуство што ќе го стекне во компанијата е големо и ќе му помогне после студиите да стане да дојде до по-сениор позиција на работното место. Јас би рекол дека уште подобра идеја за студентите, можеби уште додека студираат да размислуваат за формирање на некој стартап и да се пробаат сами во бизнис светот, да развијат некоја идеја заедно со колегите кои што ги имаат многу и од различни профили, не е само Финки, УКИМ е голем универзитет и студентите комуницираат помеѓу себе, се организирани во различни студентски организации и таа синергија помеѓу себе, помеѓу различните професии да ја искористат за да креираат некој нов производ или нешто ново што ќе можат да го пласираат во светот. Но тука, професоре, мораме да ги споменеме и компаниите. Дали тука треба да имаат поголемо разбирање за академските обврски на студентите за да може да се најде некој баланс помеѓу оваа работа и пракса и нели теоретската настава од една страна? Според контактите кои што ги имам со компаниите, повеќето компании дозволуваат некаква флексибилност на оние кои што паралелно работат и студираат, во смисла дека има задолжителни вежби на факултетот на кои што мора да се присутни и исто така нели студентите полагаат испити, кога си на испит мора физички да дојдеш да полагат. Не се сите компании, меѓутоа повеќето, поготово од IT сферата, имаат таква флексибилност и дозволуваат паралелно студирање. Каква е состојбата во моментов? Колку IT компаниите имаат потреба од нов кадар или ева можеби токму со имплементацијата на вештачката интелигенција во секојдневното работење немаат толкава потреба од јуниор програмери? Вештачката интелигенција ја намали потребата од јуниор програмери, меѓутоа ја намали потребата од јуниор copy-paste програмери, оние кои што само механички извршуваат некоја задача и пробуваат без размислување да имплементираат. Инженерите нема да можат да бидат заменети во догледен период. Вештачката интелигенција уште не е спремна целосно да ги замени, меѓутоа ќе ги оптимизира и нивната продуктивност ќе биде драстично зголемена. Зборуваме за 30 до 50% зголемување во продуктивноста уште сега, а во иднина ќе видиме како ќе се развиваат работите. Професоре, тука повторно да се вратиме на вештачката интелигенција, може ли да донесе одлуки кои што ќе ни наштетат? Треба ли ние како луѓе и студентите повеќе да се посветиме за изучување на етиката во технологијата, паралелно со сите овие процеси кои што ни се случуваат со брзина на светлината? Така, треба да изучуваме технологијата секако и како што кажав на почетокот, не смееме да дозволиме вештачката интелигенција да одлучува за нас. Да ја искористиме како брз пристап до литература, брз пристап до информација, меѓутоа одлуките да ги носиме самите, бидејќи она што ќе ни го даде како одлука вештачката интелигенција е сепак базирано на литературата, информациите и текстовите од интернет кои што ги има абсорбирано во фазата на тренирање. Не сите текстови се добронамерни, не сите текстови се точни. Некаква средна вредност ќе извади од тоа и таа средна вредност не значи дека е најпаметниот избор што ние како индивидуа или како општество или како компанија што користи вештачка интелигенција треба да ја донесеме. Значи да ја прашаме што мисли, можеби, меѓутоа тоа што е дадено таму не треба да го земеме здраво за готово и да го искористиме директно како одлука. Така. Уште еден момент во дигиталниот свет се секако и лажните вести, па колку едукацијата може да ни помогне да не бидеме изманипулирани од тие deepfake технологии кои што ги има се почесто и почесто на социјалните мрежи. Моје мислење е дека едукацијата е клучна тука. Мораме да сме свесни дека се што се пласира на интернет во дигиталниот свет не значи дека е вистина и не смееме да го земеме здраво за готово. Сите извори мора да се проверуваат, сите вести мора да се проверуваат. Такво е времето со deepfake, може да се генерираат доста веродостојни видеа, доста веродостојни текстови, аудија и слично. И повеќе не треба да веруваме слепо на она што го гледаме на интернет, се мора да земаме со резерва. Постојано сме изложени во дигиталниот свет, сите работи што се случуваат околу него, притисок за брза кариера, меѓутоа ќе се вратиме на вашите студенти и на IT кадрите, колку се тоа влијае врз нив. Се појавуваат и голем број на академии, под наводници брзи факултети,
голем број на работни места, вештачката интелигенција на дневна основа им носи нови информации, нови ризици, можеби дека некои работни места ќе исчезнат и слично. Што забележувате кај студентите? Како целата оваа динамика влијае кај нив и како професорите се снајдува во ова ново време кое што ни доаѓа сега? Пробуваме да се прилагодиме на новото време. Мислам дека за почеток како факултет ќе управиме тоа успешно, бидејќи на некој начин сме во тоа не е во област, тоа не е во дејност, ние ја предводиме дигитализацијата. Финки си беше спремен, Да. подготвен. Кај Кога на ние се смеевме дека студентите- нема да дојде тоа време, Финки Да, си знаеше. не ги што ќе обучуваме дојде. толку ние да користат вештачка интелигенција, во нашите предмети се обучуваат како да прават вештачка интелигенција, што е друго суштински ниво. различно. Да, баш е на друго ниво. Поентата е дека млади луѓе секогаш сакаат брзо да стигнат до некаков успех, на некој му успева, на некој не му успева тоа брзо стигнување до успех. Јас би рекол дека бидејќи вештачката интелигенција можеме да ја гледаме како партнер кој што ни ја зголемува продуктивноста, нејзиното инкорпорирање во нашата професија, во секојдневното работење, мораме да го направиме. Ако не го правиме, тоа е уназадуваме, не напредуваме воопшто. За прашање на кога е, не на дали ќе ни престане конкурентноста. Нашите студенти во самиот курикулум кој што го учат имаат добра основа да станат добри инженери за софтвер и инженери за вештачка интелигенција, долгорочно да се прилагодуваат на било каква промена во технологиите. И нормално тука нестрпливоста си доаѓа сама по себе кај младите луѓе, меѓутоа мојот совет е да добијат стабилни темели во своето знаење и да добијат стабилна основа во своето знаење и после тоа многу полесно ќе им биде да го надоградуваат независно од промените на технологиите. Впрочем, кај нас основните предмети кои што ги учат студентите ги подготвуваат токму за тоа, а понапредните предмети се баш избрани технологии кои што ќе им користат понатаму во работата. Пред да го заокружиме нашиот разговор, вашиот совет до сите кои што во моментов градат IT кариера, дали е доволно да се познава само јазикот на компјутерите или едноставно треба да се негува и критичкото размислување? И двете се важни, критичкото размислување е многу важно, бидејќи некој друг систем порано кој што не учеше на гола слепа репродукција, веќе не важи во ова време. Мора се што учиме, се што знаеме, да прашуваме зошто е тоа така, и дури и да прашуваме дали е тоа така. Дури и она што е дадено во учебникот веќе, бидејќи читав некаде по весници дека веќе има учебници кои што ги генерира вештачка интелигенција, автори кои што посегнале дури и до тоа него ни пишува учебникот, туку му го генерира вештачка интелигенција, поминува филтри на публикација, го публикуваат. Дури и тоа што го читаме веќе треба да го проверуваме. Не смееме да веруваме слепо на ништо, мораме критички да размислуваме за се. Така. Професоре, фативме неколку теми со вас во ова време колку што ни дозволуваше, па сакам и да го искористам вашето присуство за уште едно кратко прашање, како да ги убедиме повозрасната генерација, повозрасните колеги дека користењето на вештачка интелигенција не е лошо, туку може да придонесе за општо добро и на целиот колектив каде што се работи. Се менува ли перцепцијата кај повозрасните луѓе или се уште за нив вештачката интелигенција како што пред 30 години беше компјутерот кога требаше да се замени со машината за пишување, па и тогаш имало отпори нели за компјутерите. Да. Се менува вештачката интелигенција дали побрзо го менува процесот на трансформација кај повозрасните луѓе или ќе треба уште доволно време за да сватат дека вештачката интелигенција може само да им помогне, не да им одмогне, ако правилно се користи. Мислам дека отпорот кон технологиите е природен и сите луѓе го имаат, поготово кога некоја технологија пребрзо како вештачката интелигенција доаѓа и драстично влијае на општеството. На постарите луѓе би им рекол треба да пробаат да ја користат па да видат дали имаат корист од неа. Разликата помеѓу користењето на вештачката интелигенција сега е во најпрост пример ќе кажам, ако ми треба некој рецепт, наместо да го барам во книгата каде била кога прашам вештачката интелигенција, ќе ми го изгенерира или барем приближно ќе ми го изгенерира. Веројатно поважна кај повозрасните генерации е едукацијата за да не потпаѓаат на тие дипфейк содржини кои што ги има многу. Верувам дека често настаднуваат повеќе тие отколку помладите. Да, бидејќи не се толку експонирани на дигиталните технологии, впрочем, ние што сме помлади, што сме, да речеме, последните 10 години изложени на целото тоа, нас некои работи ни доаѓаат природно, додека на постарите кои што веднаш прв пат се содруваат со тоа, не им доаѓа толку природно и треба да помине
тој процес, да се доедуцираат и да сватат што е точно, што е неточно и на што треба особено да се внимава. Благодариме за разговорот утре. Благодарам и вас за поканата. Благодарим уште еднаш.